Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Вистинската причина зошто ВМРО ДПМН го блокира собранието и ги кочи демократските процеси се криминални интереси и тоа е неопходно што побрзо да заврши. Додека 500.000 граѓани живеат под работ на сиромаштијата, фирми блиски до братучедите Груевски и Мијалков наголемо се богатат. Како што го покажа тоа и овој тендер од пред еден месец што го доби фирмата Марковски компани во висина од 290 милиони денари или неверојатни 5 милиони евра. Неодговорно е да се тврди дека имало потреба од итна постапка за ископ на јаглен за во рек Битола. Па случајно на тој тендер добила фирмата Марковски компани, блиска според достапни информации до Сашо Мијалков. Прво, постои план и програма за ископ на јаглен и јаловина и апсолутно е неосновано тврдењето дека толку било итно тендер од 5 милиони евра. Друго, како од сите фирми во Македонија, тендерот од 5 милиони евра го добила токму оваа фирма блиска до Мијалков. Доколку бил објавен навреме огласот за прибирање понуди од повеќе фирми, ќе имало поголема конкуренција и можност за пониска цена. И така, овој ископ на јаглен и јаловина во рек Битола ќе бил поевтин. Но очигледна е тенденцијата парите да завршат во фирмата Марковски компани, што го добива тендерот. Како и во изминатите 10 години, кога добила тендери од 60 милиони евра во рек Битола, како и други тендери за изградба и реконструкција на патишта. Ете, ова е една од причините зошто раководството на ВМРО ДПМН измислува непостоечки теми и ги блокира демократските процеси кои носат правда, одговорност за направените криминали и живот за сите граѓани. Демократските процеси се незапирливи. Во интерес на граѓаните, согласно мнозинската волја на изборите, според Уставот, Деловникот и законите, ќе биде избран новиот председател на собранието, а потоа и новата реформска влада. Ќе има одговорност за сите направени злоупотреби. Доколку има прашања, повелите. Да, повелите. Значи, ние во петокот го објавивме договорот и согласно реакцијата и демантот на ВМРО ДПМН и акционерското друштво ЕЛЕМ, повторно го покажуваме овој договор кој што е направен во постапка со преговарање без претходно да се објави оглас. Значи, паѓаат во вода сите тврдења на акционерското друштво ЕЛЕМ за итност на ваква набавка, која што е случена на 2 март оваа година, во процес на преговарање или така наречено популарно во 4 очи. 5 милиони евра или 290 милиони денари на граѓаните на Република Македонија ќе завршат во оваа фирма Марковски компани. Благодарам. Да, појдете. Скъсо беше днешната седмица, пареничната на ВМРО ДПМН Рангелова и повика да коалицијате заедно со тоа ќе дадат 51 глас за продолжување мандатот на САИО. Како го коментирате ова? СДСМ заедно со дел од албанските парламентарни политички партии има мнозинство од 67 пратеници. Тие подписи се доставени до председателот Иванов, ние го очекувавме да го добиеме мандатот, меѓутоа тоа мнозинство сега функционира вовде во собранието на Република Македонија и согласно Деловникот и работата на собранието треба да се овозможи со она што го побаравме со членот 78 да се овозможи точката на дневен ред број 4 да биде ставена на гласање и да се изгласа председател на собрание. Потоа следствено на Деловникот претресот по точката број 3 ќе продолжи да работи и потоа ќе се избери комисијата за прашање од избор и именување. Видеа дека имате 1095 минути процедурални забелешки, дека доколку не се говорело за процедурално, ќе биде нанесено 8 пратеници од дневниот ред. Како гледате на ова? Најодговорен за ова лакрдија во собранието е Трајко Велјановски. Тој е председавач на оваа конститутивна седница, доколку ја водеше седницата согласно Деловникот, немаше да има процедурални забелешки од страна на СДСМ и останатите политички партии од албанскиот блок. Ние сметаме дека Трајко Велјановски веднаш
треба да застани со кршењето на деловникот, да ја стави точката број 4 на дневен ред и да се стави во функција целокупното работење на собранието. Демократските процеси мора да се овозможат затоа што тоа е интерес на сите граѓани на Република Македонија.